Добре дојдовте. Уште во една наша и ваша емисија Вашиот пратеник. Гостин овој пат во нашата емисија е пратеникот Зоран Коцевски. Добре дојдовте. Добро ве најдов. Пратениче Коцевски, по професија сте дипломиран професор по историја. Пред да влезете во политиката, што работите? Па, пред да станам пратеник, бев во Министерството за култура. Таму сум се уште, не стои местото, така да после пратеничкиот мандат, кога и да биде тоа, ќе се вратам во Министерството за култура. Да, сега сте пратеник. Да. Од каде ова желба и љубов кон политиката? Па, еве да кажем, уште од тинеџерските денови, по распадот на бившата Југославија, се беа тоа бурни времења и како тинеџер од секојаш сум се интересирал за историјата. Националните чувства биле такви како што се и денес и во тие едни бурни времења, независна држава, Република Македонија, сето тоа допринесе да понатаму нели до ден денеска влезам и се уште сум во политиката. Како ја избравте политичката опција? Многу лесно, политичката опција е многу лесно. Ја морам да спомнам дека крајот на 80-тите, почетокот на 90-тите, со распадот на Југославија, јас и бев спортист, нели се занимавав и со спорт. Ги следев сите спортски надпревари во крајот на 80-тите години, нели како навивач на фудбалскиот клуб Вардар, тогаш беше македонска национална гордост и нели во распадот на Југославија се формира навивачки групи. Таму бев и јас дел од комити и потоа со формирањето на независноста на државата многу лесно ВМРО-ДПМНЕ беше една и единствена опција. Така, од вашата биографија гледаме дека сте родени во Скопје. Да. Скопје, нели, како метропола, мултикултурна средина. Така е. Сигурно влијаела и средината, и семејството во обlikувањето на вашата личност. Но конкретно што влијаеше вака да се формирате како личност која ќе може да допринесе? Па најпрво семејството. Ја потекнувам од работничко семејство. Еве 52 години сум жител на населбата Ченто. Тамо има и македонци, и албанци, и роми, и срби, значи никогаш не сум имал проблем околу тој дел. Сме живееле заедно, така функционираме и ден денеска. Сепак пак ќе се навратам, семејството ми беше водилка во животот, во образованието, традицијата, културата и така натаму. На сега ве гледаме како политичар, зад кој стои семејството. Ако не стои семејството, секако во било која професија ќе имаме и помал придонес. Да, да. Како семејството гледа на вашата сегашна професија, политична да ја наречеме професија? Па веќе е вообичаено, нели, ја и сопругата сме заедно веќе 15 на години, од неја имам тотална поддршка. Тука нема да ги заставам и пријателите од детството, нели ви реков, јас сум таму 52 години, имам голем круг на пријатели и секако поддршката се гледа и по, нели, и по начинот на мојата работа. Едноставно и до сега, како и до сега, така и понатаму ќе продолжи таа поддршка, едноставно и имам таа поддршка најмногу од сопругата, потоа од пријателите. Ја имав поддршката од моето семејство, од моите родители. Најпрво, нели, мојот родител, татко ми влезе во политиката, па потоа и јас и така натаму. Така, но политиката одзема ли многу од вашето слободно време? Одзема, да. Многу од слободното време што сум го имал во минатото. Ја долги години се занимавам со оваа работа. Влегов прво во Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ.
па потоа генерален секретар на Унијата на млади сили, па советник, па сега пратеник. Значи одзема време и сега како пратеник едноставно мора секој граѓанин кој ќе те побара да најдете време, да го изслушате, да пробате да му помогнете доколку сте во можност. Мандатот како пратеник го сваќам како секоја друга работа и затоа сме тука во оваа зграда, што се вели од наутро рано па некогаш и до доцните вечерни часови. Меѓутоа, ако се сака и се наоѓа слободно време, мора пријателите не смеа да се заборават. Пратениче Коцевски, членувате во неколку работни тела. Меѓу тие се Комисијата за надзор над работата на Агенцијата за национална безбедност и на Агенцијата за разузнавање. Потоа во Комисијата за одбрана и безбедност, Комисијата за култура и туризам, Комисијата за деловнички мандатно-имунитетни прашања. Потоа имате и членство во неколку пратенички групи на соработка со парламентите на Монголија, Босна и Херцеговина и со Србија. Но сепак ќе се задржиме на оние комисии, работни тела каде што членувате. Во која од овие комисии најмногу се пронаоѓате и каде можете најмногу да придонесете? Па, бидејќи сум дел од 4 комисии, во сите комисии не можам да разграничам, меѓутоа најчесто работиме во Комисијата за одбрана и безбедност. Најчесто имаме, нели, седници на таа комисија, меѓутоа не малку имаме и Комисијата за култура, Комисијата за надзор на Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање. Најмалку е мандатно-имунитетната комисија, таму најчесто, нели, кога доаѓаат нови пратеници и така натаму. Пратениче, како пратеник, како народен избраник, една од задачите и обврските, јас би рекла, е средба со граѓаните. На овие средби, што најмногу бараат од вас? Јас би кажал, секој петок, нели, имаме онака... Според деловникот е тоа, според деловникот званично, задолжително, меѓутоа во текот на сите денови од неделата, јас имам средби со граѓаните. Најчесто проблемите, морам да признам, дека се од локален карактер. Граѓаните најчесто ги интересира местото каде што живеат. Нели, друго што можам да кажам, нели, беа и тука некои времења околу уставните промени, националните интереси. Еве, втора работа можеби е тоа, барат од мене, нели, да издржам во истрајност, да си го сочуваме идентитетот, традицијата и културата. И трето е секако економските прашања, затоа сме и ние тука пратениците со закони да ги подобриме работите на сите граѓани на Република Македонија. Така, ова е ваш втор мандат. Од овој вториот мандат остануваат нешто повеќе од 2 години. Значи, моето прашање ќе биде што можете да придонесете? На што најмногу ќе се посветите во преостанатите 2 години за да ве паметат граѓаните? По што сакате граѓаните најмногу да ве паметат? Па видите сега, не знам како да ви одговорам на прашањето, има повеќе работи. Значи, од економијата, редот и законите, правосудството, што мислам дека се тие 3 работи најважни за граѓаните. Најмногу внимание јас обраќам на тие 3 работи. Не можам да ги поделам кој е поважно, кој е помалку поважно. Ако би морал да кажам, спроведување на редот и законот и правосудниот систем во Република Македонија, бидејќи системот мора да функционира, граѓаните го чекаат и го бараат тоа од нас, да се спроведуваат законите кои ние, впрочем, ги носиме во овој дом. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас за одвоеното време.